Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Оваа емисија речиси целосно ќе биде посветена на протестите, но и на контрапротестите кои се случуваат веќе во цела Македонија. Како што е познато, овие настани предизвикуваат реакции освен на теренот, така и на социјалните мрежи, каде се прелева она незадоволство, револтот, но и сите реакции кои се однесуваат на протестите и на барањата на граѓаните кои излегуваат на демонстрации ширум Македонија. Почнуваме од оние општи информации кои се однесуваат на протестите, но и веќе може да се каже дека за тие граѓански незадоволства постои и посебен термин кој е наречен во Македонија шарена револуција. Почнуваме со еден напис, сакам да кажам, кој вели 8 дена протести без сендвичи. Еве една фотографија. За време на ова, се опишува еден од протестите, еден од деновите. За време на протестот кој траеше околу 3 часа, никој не делеше сендвичи. Протестот го организира граѓанската иницијатива Протестирам. Тие бараат итно повлекување на одлуката за аболиција на сите оние против кои се води истрага и против кои е покренато обвинение од специјалното јавно обвинителство, итна и неотповиклива оставка на председателот Ѓорѓе Иванов, произнесување на Уставниот суд за уставноста на специјалното јавно обвинителство, формирање специјално оделение на Кривичниот суд кој ќе биде надлежно за случаите под јурисдикција на специјалното обвинителство, итно повлекување на одлуката за одржување на парламентарни избори на 5 јуни, задолжително вклучување и присуство на независни представници на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата, формирање на преодна влада која докрај ќе ги имплементира итните реформски приоритети од извештајот на ПРИБЕ. Ете, тоа се барањата на граѓанската иницијатива Протестирам и овој пикантен наслов 8 дена протести без сендвичи. Одиме со реакциите. Професорката Мирјана Најчевска пишува на Facebook, инаку професорката Најчевска е редовен учесник на протестите во Скопје. Таа е секоја вечер на улиците во 18 часот. Сега вели: најдобар наслов 8 дена протести без сендвичи. Ептен е супер. А ми се допаѓа и нарекувањето на нашата револуција шарена револуција. Некако одговара и е посебно наше. Не е портокалова, не е кадифена, туку шарена. Тоа го пишува професорката Најчевска. Одиме, продолжуваме со Facebook коментарите. Роберт Милески му се заблагодарува на председателот, но иронично. Ускок: фала ти, Ѓорđe, што го разбуди народот, вели Милески. Продолжуваме со Facebook. Офелија Димковска исто така пишува за протестите и вели дека ако се каже дека на Македонија се случува народ, тогаш тој опис не е доволен. Еве Димковска тука става за илустрација една фотографија. Позади онаа позната шарена папагал зграда во Скопје, на татковци со деца. Тоа дека му се случува народ е многу стереотипно и благо речено. Него му се случуваат татковци со мали деца на рамења. Му се случуваат стари луѓе со артритис. Му се случуваат бициклисти и архитекти, студенти и млади без работа. Му се случуваат млади жени со бебиња во колички, скейтери, хипици, уметници и манекенки. Му се случуваат згодни девојки и угостители. Му се случуваат цели семејства, свирачи, музичари, оние што останаа од Супер Хикс и Нокаут, посветени дувачи во свирчиња. Му се случуваат ученици и режисери. Му се случуваат најдобрите театарски глумци, писатели, нивните 13 годишни синови. Му се случуваат спортисти и инвалиди, бивши борци во наместени војни. Му се случуваат невладени кои не ги признава или ги подведува под едно име Сорос. Му се случува Дарко Лешовски и неговата прва другарка Маја Сонце Марковска во првите борбени редови.
му се случуваат неговите политички конкуренти и политички неопределените. Оние на кои им ги исклучуваше лифтовите за време на избори, оние кои бараат да ги врати парите, му се случува побелен старец со развејано знаме. Тоа го пишува Офелија Димковска. Ако го зборуваме за протестите, граѓанското движење за одбрана на Македонија најавува голем собир во Скопје, но она што најмногу ги разбранува духовите во однос на тој собир е пишувањето на Фейсбук на Филип Петровски, кој е еден од учесниците на овој собир и кој преку Фейсбук упати една заканувачка порака до оние кои протестираат низ улиците на Македонија. Оваа порака предизвика доста реакции, ќе видиме дел од нив. А прво да ја видиме и самата порака на Филип Петровски изворно од неговиот Facebook профил. Еве, Петровски постирал една фотографија со штитот или на штитот до последен здив и вели: не се играјте со волјата на македонскиот народ, овие продадени души квислишки. Нема да ве спаси ни Грција, ни чадорот. Тоа го пишува Петровски. А еве ќе видиме дел од коментарите. Еден Facebook корисник вика: што сакаш да кажеш со ова? Демек крв ќе се лее, повикуваш на граѓанска војна? Петровски одговара: има време, у четврток гарант ќе ми се падне, бидејќи сте многу јаки, тама сега и 2 дена да се навежбате малце. Тие се коментари под постот на Филип Петровски. За ова коментира и реагира Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии, која вели: ок, домци, мора да расчистите неколку работи со пораките што ги праќате во јавност, оти го буните народо. Или ќе бидете мирољупци кои со песни и ора достоинствено во наводници протестираат, па по завршување на орото даваат по еден цвет на полицијата, оти сте во наводници цивилизирани, или пак ќе повикувате на овој начин, како што тие го прави интелектуалното крило на дом, со пораки полни со омраза, закани, национализам и ефтин патриотизам. Еве, во пораката на директорот на Државниот архив на Република Македонија може да се најде од се по нешто, па дури и јавен повик за расчистување на сметките. Тоа е коментарот на Трајковска, а за време додека Филип Петровски ја прати својата порака, веднаш на социјалните мрежи, освен коментарите, излезе и едно видео на Филип Петровски од негова емисија со Васко Ефтов, во неговата авторска емисија, во која Петровски зборува доста отворено, го критикува Никола Груевски, неговото владење, а ги нарекува тоа владење го нарекува и со доста остри и тешки зборови. Па сега оние кои коментираат на социјалните мрежи велат: еве го тој Филип Петровски кој сега се представува како најголем поддржувач и заштитник на ВМРО ДПМН, што зборуваше само пред неколку години. Да го видиме видеото. Мислам дека ќе има сериозни поместувања и ќе има сериозни и треба да има сериозни истраги како се трошење народните пари, за кои што имаме индикација дека ваков криминал немало во историја на Македонија. Чувствувате ли дека прв пат во својата кариера како лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски како да се плаши од изборниот резултат? Евидентно е. Евидентно е. Доколку не се плашат, ќе остават народот да одлучи слободно, нема да го попишуваат, нема да ја кандидираат по трет пат Рада Шекерова и оние близнаци што ги вадат на СДСМ, со кои што го направија резултатот 2006, што е проект на Владко Ѓорчев од компјутерот на членови на ВМРО ДПМН. Тоа го знам лично и го потврдувам. Да, тоа е видеото со Петровски. Одиме сега со уште коментари за ова. Миодраг Мишолик, новинар, има интересен статус за оваа ситуација, кој на Facebook вели:
Чувајте се од Филип Петровски, експерт е за јудо. Одиме со Ерол Ризаов, кој вели дека оние наводи дека на Македонија и се подготвува украинско сценарио, може би се точни, но дека тоа украинско сценарио го прави власта со незините поддржувачи. Ризаов вели спречете го црниот четврток. Украинските сценарија за крвопролевање ги прават властите со нивните медиумски послушници и никој друг. Тоа е највалканата предизборна кампања во историјата на самостојна Македонија. Ке се прашате чому му е таква жестока и братоубиствена кампања кога се убедени во својата победа. Особено по изгледноста дека на 5 јуни ке се надпреваруваат со самите себе, кога ќе немаат кој да им се спротистави на изборите. Треба да се пролее крв од две причини. Прво, да се докаже дека опозицијата и големите сили се нашите непријатели, и второ, да се обезбеди масовност на бойкотираните избори. За да се постигне во регионите од каде што над 1/3 од население е иселено, мора да се направат повеќе работи. Прво, за одамна иселените граѓани, уредно поместени во тајните избирачки списоци на МВР, мора пак некој да гласа, иако огромното мнозинство од нив ни на крај памет не име да избираат власт во земјата од која избегале за да се спасат од сиромаштија и глад. Тоа го пишува Ерол Ризаов во колумната "Спречете го црниот четврток". И ќе видиме уште една реакција за Филип Петровски. Тоа е Твитер заедницата, значи таа е особено хумористично расположена кога се работи за коментари, за оние кратки реакции какви што се објавуваат на Твитер. Тоа се блиц реакции во 15 букви. Одиме со дел од тие реакции. Еве, тука се собрани на едно место. Мирко Попов вели: внимание, Филип Петровски ќе тепа у четврток по улици. За среќа знае кои се, а кои не се соросоиди. Така да лабаво. Доктор Арслан Агич вели: сите 10 души ќе дојдете. Владко Васил: пишал, во четврток соросоиди подобро останете дома. Е добро де, 100 души ќе останат дома, а другите 29.900 души шо правиме? Има и некои малце повулгарни, не можеме сите да ги прочитаве. И еве, уште еден ироничен: се исплашив од изјавата на Филип Петровски и мислам дека нема више да идам на протести. Тоа е до некаде одговорот на Твитер заедницата за Филип Петровски. Ако го зборуваме за македонските настани кои веќе се нарекуваат шарена револуција, тоа најверојатно произлегува од оној начин на кој протестираат граѓаните, од начинот на боење на јавните објекти со боја која потоа се чисти, но која оние кои протестираат повторно ја нанесуваат. За ова реагира меѓу другите и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која вели дека е згрозена од тоа што се случува на јавните објекти, на објектите на културата. Таа вели дека тоа е скрнавење на тие објекти и за ова има доста реакции. Одиме прво со Јани Макрадули. Јани Макрадули како хулиган во наводници ја посети Канчевска. Скопје 2014 е синоним за одликите на оваа влада: корупција, расипништво, непочитување на законите и така натаму. И еве да видиме дел од неговото пишување. Скопје 2014 е синоним за одликите на оваа влада: корупција, расипништво, непочитување на законите и институциите, нереализирани детски соништа, неизграден идентитет, кукавичлук, осмислен јавашлук, лицемерие на еден коркач. Вчера чувме дека премиерот врз база на сондажа ги поддржал барањата на граѓаните, па изградил споменик. Ама некако тешко да го каже македонски, туку викаше Александар Велики.
Барањата на граѓаните се 68% граѓани се против триумфалната порта, 53% од граѓаните се против проектот Скопје 2014. Зарем ги прашавте граѓаните на Скопје за ова силување на градот? Ова го пишуваше Јани Макрадули во дебата за Скопје 2014, која сега повторно се преобјавува. Одиме со Жарко Настовски, новинар, кој пишува на Facebook и вели: не ви сметаше насилството на ВМРО 10 години? Ќутевте и гледавте како крадат, тепаат, убиваат, се закануваат и уценуваат. Сега одеднаш ви пречи насилството, хулиганите и бојата по фасадите и портите на лудилото. Мрш, багро, калкулантска. И сега продолжуваме со оние редовни колумни кои се однесуваат на протестите. Одиме со Дороти Пачкова, која има една забележлива колумна во јавноста, која е насловена "Хулиганка во наводници од протестите. Оваа жешка пролет си го враќаме градот", вели Пачкова. Еве тука фотографија од протестите. Автократија и диктатура владеат во татковинава. Да ставиме крај. Да не бидеме слепи голтачи на сервирани безвкусни и корумпирани вести, на живото погубни осмислени напивки кои ни ја зашеметуваат свеста и не дисциплинираат во еднооки следбеници на предводник слепец. Па од таа перспектива не можеме слободно да го преосмислуваме постоењето и да му се радуваме на битисувањето. Радоста на живеењето не ја убиваат со едноумие. Едноумието на никого не му е во полза. Едноумието не притисна до дново. Слободните граѓани во слободни општества имаат право на глас. Легитимна е сечија индивидуална и здружена битка со една единствена цел – континуирана демократизација на општеството. Тоа е таа колумна. Пораката на хулиганка во наводници од протестите, а порака до јавноста во однос на протестите, на се она што се случува меѓу другите јавни личности, имаше и Милчо Манчевски, еден од најпознатите македонски режисери, кој вели дека по протестите ќе треба да се види и што ќе се прави ден потоа, како што вели Манчевски, кога ќе треба да се пресметаме, парафразирам, и со демоните во самите себе си. Одиме со една реакција на ова на Бранко Геровски, кој посвети цела колумна, која е насловена "Гнасното во себе". Вели, после долго и значајно молчење се огласи Милчо Манчевски, нашиот гимназиски другар, најпрославен, најнаградуван режисер, така натаму, и Геровски вели: да бидам конкретен и директен, најмалку 3 работи очекувам од Милчо Манчевски. Прво, очекувам веднаш да се откаже од статусот национален уметник и од пензијата што ја добива за тоа, заедно со Есма Реджепова и со другите наши Мефистофелеси. Таа пензија е подкуп од режимот на Никола Груевски, заверка на пактот со ѓаволот. На Милчо, претпоставувам, не му треба таа гнасотија во него самиот. Така ќе ни покаже дека тој е дел од заедницата, која, како што вели самиот, треба да се грижи за послабиот. Второ, очекува Манчевски јавно да се огради од политичката злоупотреба на неговите рекламни спотови за Македонија и јавно да се извини за неговото директно учество во кампањите на режимот. И трето, очекувам конечно да разбера дека одговорот на прашањето што после зависи од одговорот на прашањето што сега. Тоа го пишува Геровски, гнасното во себе. Одиме со останатите случувања кои се поврзани директно и индиректно со протестите. Едно од нив се најавените преговори на партиите во Виена. Очекуваме да се случат, да видиме што ќе донесат. А во меѓувреме дописникот на МИА Бобан Нонковиќ
имаше едно прилично забележително пишување на својот Facebook профил во кое Нонковиќ вели дека открива некои детали од тоа што ќе се случува во Виена, кои вели тој самиот ги дознал од извори во Брисел. Еве еден од насловите кој е изваден по постот на Нонковиќ. Виена ќе биде нов Букуреш за промена на името и редефинирање на Македонија. Во меѓувреме, председателот Иванов ќе мора, чита ќе биде натеран целосно да ја повлече аболицијата за сите поврзани со нелегалното следење на комуникациите, чита и прислушувањето, а специјалното обвинителство да продолжи силно во пета брзина да ги процесира однадвор добиените готови обвиненија за припадниците на ВМРО ДПМН, со тоа што веќе се скршени неколку судии во истражен кои ќе мора да доделуваат и притвори. Да не се лажеме, целта е Груевски, бидејќи никој од чадорот не може да поверува колку силна поддршка има кај македонскиот народ. Таквата влада на национално единство нема да има задача само да ги реши разликите околу името со Грција. Гледате дека и Нимиц одеднаш силно се амбицира и преговара само со грците, туку и целосно да ја редефинира Република Македонија. Тоа го пишува Бобан Нонковиќ. А Либералната партија на Македонија порачува порака до опозицијската СДСМ, вели дека за преговори во Виена претходно мора да се исполнат некои услови и дека тоа е минимум услови и основни решенија за преговорите да имаат смисла. Преговорите може да имаат смисла доколку произведат договор на четирите партии за деемисија оставка или спроведување на Иванов или спроведување на постапка на импичмент, формирање концентрациона влада што ќе спроведе попис на население, јасна и јавна поддршка на активностите на специјалното јавно обвинителство, други форми на пацификација на односите меѓу партиите, деемисија на лидери кои оневозможија премената на договорот од Пржино, внесување на други политички и граѓански здруженија во процесот на реализација на обврските, промена на изборниот модел. Доколку овие предлози не се прифатени како пакет, Либералната партија не гледа смисла за натамошно или било какво учество на преговорите во Виена на представниците на СДСМ. Тоа се вели во пораката на Либерална. Продолжуваме со останатите колумни. Адвокат Арбен Голја има порака за сите оние кои протестираат и порака за останатите граѓани на кои им вели придружете ни се. Оваа граѓанска сила не е политички обоена. Ова е сила што сака да го врати нормалниот живот, да ја врати слободата на мислењето, на вистинските животни вредности, почитување на човечките животи. Треба да сватите дека сите сме заложници на една нездрава политичка групировка која со години ни ја цица животната енергија, ни ја одзема слободата и ни ја уништува иднината. Секој од вас не недостасува бидејќи секој од вас е една важна карика од посекуваниот Синџир, од 100.000 граѓани на улиците на Скопје, а тоа ќе значи крај на овој ненароден режим, пишува Голја. Ацо Станковски, уметник, пак има спротивно мислење. Тој за оние кои протестираат секоја вечер на улиците вели дека се кукавици. Таков е и неговиот наслов, еве објавен на Република. Еве ги овие хулигани, водени од еден вообразен бројлер и неговите јуноши, како атакуваат врз македонската полиција, фрлаат камења и други тврди предмети, но кога полицајците ќе се затрчаат кон нив, овие фазани на неспоредлива комичност бегаат како попарени, а нивните табани, ѓонови, масовно го исполнуваат ракурсот на снимените материјали. Додека полицијата стои мирно, тие се засилуваат, грчат и лаат како пци, се закануваат, фрлаат со бекатон плочки, се дујат и манифестираат хистерична агресија.
Но штом полицајците тргнат кон нив, одма сцената се менува и гледаме стотици петици како удираат во нивните задници при масовно стампедо на кукавичкото им бегство. Тоа го пишува Ацо Станковски во неговата колумна Кукавици. Одиме со Слободан Најдовски, кој вели молчењето не е злато и не е во македонскиот ген. Во сегашниве политички состојби во Македонија се покажа дека молчењето не само што не е злато, туку е како живо сребро во рака, кој во даден момент заигра во државата. Последните настани предизвикани од одлуката за помилување донесена од претседателот на државата тоа целосно го потврдуваат. Повеќе годишното молчење во процесот на воспоставување на власта на ВМРО-ДПМН не доведе до ваква ситуација. Предупредувањата за последиците од инсталирање на партиска политика во државните институции, кастрирањето на институциите кои треба да имаат контролна функција, а на што од почетокот на доаѓањето на власт на Никола Груевски укажуваа мал дел новинари, колумнисти и политичари, секогаш наидуваа на остра критика. Тоа го вели Најдовски, а има еден цитат на аналитичарката Беса Арифи, кој многу се користеше оваа недела. Тоа е еден цитат во кој се споредува едно литературно дело на Данте Алигиери. Значи, Беса Арифи, незината колумна е насловена "Протестирам", и таа вели: "Во пеколот постои едно посебно место за сите оние кои останале неутрални во време на морална криза", рекол Данте Алигиери. "Не знам дали ќе доживееме други идни поголеми морални кризи, тоа ќе зависи од нас, од тоа колку сме спремни да трпиме, до кое дно сме спремни да стигнеме. Впрочем, веќе со години допираме дно по дно и секогаш викаме ова е крај. Ама после забележуваме дека не било крај, дека имало уште, дека уште можеме да потонеме подлабоко до безкрај", вели Арифи. Тоа е незината колумна "Протестирам". Продолжуваме со Јана Колева, која вели дека граѓани кои трпат притисоци немаат веќе верба во правниот систем, а тоа се оние граѓани кои, Колева вели, се приморани да одат на контра протести. И тука еве се објавени и пораките кои им се праќаат од страна на владеачката партија за да одат на протести, на контрапротести. Колева пишува: "Во јавноста излегува пораките и повиците со кои масовно се организираат граѓаните да ја поддржат владеачката ВМРО-ДПМН, а најподложни на притисноци се првенствено оние кои работат во јавната администрација и државните образовни институции. На овие луѓе изрично им се наредува да присуствуваат на контрапротестите, а во екот на предизборието партијата ги притиска да гласаат и да донесат уште по 20 други гласачи, доколку не сакаат да го изгубат работното место." И со оваа колумна на Јана Колева ја завршуваме оваа трета порта, емисија во целост посветена на протестите кои се случуваат низ цела Македонија и во обидот да се организираат и контрапротести кои веќе станаа декор од македонската политичка сцена. Емисијата Трета порта гледајте секоја среда, се извинувам, од 19 часот и 15 минути. Нашето мото е дека не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, а затоа следете и програмата на 24 вести.